Се наоѓаме во поликлиниката Аџи Бадем Систина во Битола. Наша денешка тема на разговор е срцевите дефекти, а наш гостин на програмата на Тера телевизија е доктор Димитар Душковски, кардиолог. Добро дојдовте на програмата на Тера телевизија. Добре, најдов поздрав до вашите гледачи. Убав ден во Битола. Се надевам дека ќе имаме и успешна соработка и успешна тема. Кои се најчестите срцеви дефекти? Најчести срцеви дефекти, значи изборуваме за конгенитални срцеви, односно вродени срцеви дефекти, може да има и стекнати, зашто срцеви дефекти. Сепак наша тема ќе биде вродените срцеви дефекти, кои се појавуваат во раната возраст, кај децата, односно тие се манифестираат, во раната возраст, а се појавуваат, односно се создаваат уште додека плодот е во матката. Значи, едни од наједноставните и најчести срцеви дефекти се предкоморен септален дефект, коморен септален дефект, може да се јават тетралогија на фалот, аортна стеноза, коарктација на аорта и митрални стенози, многу други, да не ги редиме сега повеќето, кои се јавуваат уште во зачетокот на детето и со тек на развитокот негов можат да се диагностицираат, меѓутоа ако некои се превидат во тек на бременоста или намерно се остават, после тоа тие се развиваат како во симптоми или асимптоматски, меѓутоа состојби кои што ги има детето. Колку често се појавуваат? Честота на појавување, некоја статистиката е секогаш неблагодарна и зависи од државите во кои каква е медицината во таа држава, затоа што може да споредиме во некое развиено западно општество каде што диагностиката и достапноста до медицинскиот третман е многу поголем и во некоја понеразвиена држава е различно. Така варираат некаде од 4 до 75 као бројка на 1000, значи идаме од 4 промили до 70 до 7,5% на вродени срцеви мани кај деца, или као вкупна бројка на светска популација околу 35 милиони пациенти со срцеви дефекти. Колку срцевите дефекти можат да бидат наследни? Ако родилката има срцева мана, секако дека тоа не се пренесува директно на детето, меѓутоа во одредени синдроми, така наречени, кои се појавуваат на ниво на генетски синдроми, кои се кај детето, може да се манифестираат со појава на вродени срцеви мани. Например, Тарнеров синдром може да доведе со срцева мана, тоа е недостаток на X хромозомот и ред други, сега да не ги редиме, немаме толку време. Таа е поврзаноста на генетиката, меѓутоа генетиката од мајката и од таткото сигурно има некој придонес и некој ефект за да се појави кај детето. Исто така и не е само генетиката, како што ги викаме environment factors, односно фактори на средината во која живееме, токсично зрачење, сега е модерно невакцинирање на млади деца и на родилки за некои вакцини ги избегнуваат намерно, што може да имат сериозни последици во врз понатамошната популација. Од која возраст почнуваат да се третираат? Од која возраст почнуваат? Зависно од срцевата мана, третманот е различен. Значи, некои срцеви мани изискуваат, односно бараат да бидат третирани веднаш после раѓањето, односно ако додека било во утробата детето, крвотокот функционирал нормално, од кога се породило, веќе се воспоставуваат други физиолошки протоци на крв низ срцето и низ крвните садови, кои што кај некои деца поради овие аномалии, вродени срцеви аномалии, не се доволни и бараат итна интервенција, односно итна операција веднаш по породувањето. Тие бебиња се гледаат, помодруваат, стануваат сини, треба да имаме ефикасна и брза медицина која што ќе доведе до диагноза и да се истретира во првите сати. Додека некои одредени срцеви мани можат да
и можат и треба да чекаат до година, до две, додека не се интервенира на нив. Која е најновата технологија која што се користите за да се спречат, за да се решат тие срцеви дефекти уште во најрана возраст? Пак ќе кажам, значи најнова технологија не е тоа една болест. Срцевите болести се поголем ентитет на болести кои што бараат посебен третман секоја засебно. Кога е правото време и која техника на третман ќе се одбери зависи од добро поставената дијагноза. Првично и најпрвично, да не го заборавиме, тоа е најобичниот стетоскоп, слушалката на лекарот, кој што го насочува тоа дете и таа мајка према понатамошните иследувања. Ако се јават некои срцеви шумови кои што не би требало таму да се присутни во таа возраст, секако дека детето ќе опратиме на дополнителна инвестигација, ќе се направи ехо на срцето, се прават и доколку се востанови таа мана, се прават и дополнителни биохемиски и испитувања и индукции со некои хемиски агенции да видиме дали се тие мани или шантови, реверзибилни или притисоци во срцето може да се намалат и да видим и со тоа ќе се дојде до дијагноза дали таа срцева мана може да се третира безбедно со одреден процент на ризик или треба да се третира со лекови. Има неколку процедури за третман на срцевите дефекти и аномалии. Може да бидат интервентни, односно преку перкутана интервенција се влегува од десната страна најчесто не мора да биде правило, на венскиот систем на ногата и се ставаат, например, за АСД, атриален септален дефект, се ставаат како чадорче народски кажано, односно девајс направа која што го затвара тој дефект и која што овозможува да нема мешање на крвта во понатамошниот тек. Исто така ова аномалија може да се третира и хируршки. Со отворена хирургија на срце и затварање на тој септален дефект. Доколку се одлучи да не се третира воопшто, се земаат одредени типови на лекови кои ќе спречат понатамошни компликации од тромбози и од мешање на крвта. Рековте со минимален ризик. Барем до сега вашето работно искуство. Да, значи како што се развива медицината, се развиваме и ние како лекари со нашата едукација, меѓутоа и претходните генерации на лекари сигурно почнале од некоја статистика која што имала висока смртност и со усовршување на овие техники, технологии, начини на операција, таа смртност полека се намалува. Стигнати се, пак зборуваме за статистика, многу е неблагодарна во медицина статистиката, на таа тетралогија фалот се е стигнато до некој процент околу 5% смртност, што е многу ниска за толку сериозна болест. Каков е животот на пациентот после третманот, после извршената хируршка интервенција, после... Животот на пациентот, значи, секогаш ние ја правиме интервенцијата и операцијата за да се подобри квалитетот на живот, не само на детето или не мора да биде дете, може да биде и во повозрастна, по одмината возраст, не по одмината околу тинеџерски години, треба да се подобри многукратно од секој аспект, значи од медицински, од социолошки, да не биде зависен во движењето. Тоа е поентата. Секако со редовни контроли и со земање на препишана терапија се очекува најдобриот ефект. Кој е најнов третман кој што вие го нудите во клиниката Аџибадем Систина? Најновиот третман, односно ова интервенција и пракса е воспоставена години наназад, е затварање на предкоморниот септален дефект, коморниот септален дефект со така наречени чадорчиња преку интервентна процедура која што ние изведуваме на селектирани пациенти при база на претходно поставени индикации во нашата болница во Скопје. Меѓутоа
за да стигнеме до тоа секако треба да се најдат тие болни со кои имаат потешкоти и ги повикувам вашите гледачи ако имаат некакви симптоми да дојдат во нашата поликлиника во Битола да извршиме по првични прегледи, па после тоа би се договориле ако има наод да се прави понатамошно исследување или евентуално интервенција во Скопје. Ги спомнавте симптомите. Кои се најчестите? Најчести симптоми се губиток на здив, променување на боја на кожата, зависно од колкав е процентот на дефектот на септумите на срцето. Дали постои некој начин, превенција како граѓаните да се заштитат? Да се заштитат од генетски, од конгенитални ги викаме, тешко, меѓутоа треба да имаме, како што кажав на почетокот, редовни вакцинации и на мајките и на децата, за да нема поголем процент на овие срцеви дефекти. Од статистиката, од тој број што се појавуваат, односно инциденцата на овие болести во генералната популација секако нема да избегаме, меѓутоа стежнееме да ја намалиме. Јас ви благодарам за гостувањето на програмата на Тера телевизија. Се гледаме во наредна прилика со нова тема. Ви благодарам и вас, поздрав до вашите гледачи, се гледаме наскоро.